А во блокот од 9 часот го започнуваме на тема култура. Наш гостин, професор доктор Љупчо Коскаров, кој својата 35 годишна уметничка, педагошка и творечка дејност и одбележува со еден многу убав проект, насловен Традиционална музика, мост на културното поврзување меѓу народите. Добро утро. Добро утро. За гледачите на Македонската телевизија, чест ми и задоволство што сум гостин во вашата емисија. Се чувствувам многу пријатно. Еден многу убав повод имаме за денешното гостување. Да. Импозантна бројка е 35 години кариера. Сега, ако би се замислила, сигурно ќе си посакам да останам да го работам она што најмногу го сакам, што ми исполнува и ми дава живот. Исто како и вас, велат дека уметникот е уметник до последниот здив. Верувам дека уште многу пориви во вас постојат и дека ви предстои се уште можност за остварување за проекти, но 35 години како ги одбележавте? Многу убав наслов на проектот Традиционалната музика, мост на културно поврзување. Така е. Значи, овој проект беше поддржан прво од Министерството за култура и ние година дена не требаше да го осмислиме како целина, што се треба да се одржи тој проект. Да успеете да успееме да избереме музика наша автентична. И ова морам првично да ви го откријам дека ние до пред 10 години бевме само репродуктивни уметници, јас и моите колеги, но дојде моментот кога цениме дека од пред 5 години дека можеме ние со наша музика изворна, авторска, која што ќе дотераме и стилизираме уметнички, да не биде важна база за да ги исполнуваме концертите сега кај што гостуваме. И тоа беше она што ние како задача го имавме од пред 5 години. Верувајте ми, не е лесно да се пишува музика. Многу време треба исцрпување, многу голем професионализам, знаење. Но ете, како поминуваа годините, ние на некој начин созреавме. Дури овие 20 на композиции што ги имаме заедно со професор Дарко Мерински направено се за труба, пијано и симфониски оркестар, за труба, пијано и камерен оркестар. Внатре има солисти, пејачи, сопран, тенор и на некој начин добиваме како убедување во себе дека ние можеме било што сакаме да направиме. Сигурно дека не бил лесен ниту изборот на композициите. Може да споминеме некои од оние кои што се наоѓаат како дел од проектот? Значи, морам да кажам дека моето семејство е музичко. Татко ми беше кларнетист и од пред неколку години напишав и книга Традиционалната инструментална музика во Македонија, кој што сакав како целина од прадедото мој од пред 200 години, кој што свирал на гајда, па дедо ми кој што бил мајстор за изработка на каали и на разни музички инструменти, до татко ми кој што беше многу познат кларнетиста во Тиквешијата, сакав да се одржам на моето семејство, традиција од 200 и повеќе години, дека јас сум тој кој што е едуциран, кој што може сето тоа да го нотира, да го запиши, а нотацијата е вечност, како што го направиле Бетован, Моцарт и многу други мајстори во светот. Тоа беше основата. Со концерти го промовиравте овој проект. Кавадарци, Скопје, како беа? Значи, прво почнавме во Скопје. Добре. Значи, првиот концерт ни беше на 6 овдека во Кинотека на Македонија, кај што Универзитетот за аудиовизуални уметности, прочем таму сум јас и професор и декан, во концертната галерија и едноставно тоа не беше одскочната даска, многу убава промоција направивме. Може така да кажеме, на сигурен ден. Иначе морам јована да ви откриам, секој пат промотивно ние правиме неколку настапи во Македонија, за да можеме во било кој поголем град да настапеме. Потоа за 8 септември, нели, големиот празник, бевме во Домот на културата во Кавадарци, кај што имавме прекрасен концерт. Многу пријатели од овдека дојдеа, вклучително наши ценети колеги, професори и директори. И поздравувам за гесто што го направија, што не може овдека на 5 да дојдат, но дојдеа во Кавадарци. И кога го почувствувавме амбиентот во салата од публиката како громогласно не наградува, тоа ни беше фактички база на 30 патуваме за Истанбул. Така. Па потоа беше Софија, така Истанбул. Потоа беше Софија, да. На 30 во Истанбул неочекувано нашиот директор
Рамадан Рамадани, се јаво и не вели, ќе правиме концерт со сите нишани. А тоа значи настапувате во Националната филхармонија на Истанбул. Да се представиме како што доликува. Да, како што доликува. Тука морам да ја спомнам и неговата секретарка Хулија, кој што живее и работи таму, тие се наши македонци од овдека. Да. Многу голем труд, многу работа. Кога ја видовме вечерта публиката, многу бројна, како не поздравува и неколку пати не враќа на бис, мислевме дека тоа јас и во мојот говор го кажувам дека тоа е еден од најубавите концерти и настапи што ми се случило во мојата 35 годишна кариера. Наистина многу убаво чувство. Верувам секој кој што работи, твори, би сакал неговиот труд да биде признаен. И верувам дека после 35 години тие такви настани се најголемото признание, но убаво е чувството кога ќе ве наградат, еве и со вакви награди, кога и ќе добиете посебни признанија. Може вие посебно, ајде, нема поважност, но представете си ги наградите. Па добро, сакав да и покажам на јавноста дека двете се важни, да се не можам поважност нели во странство тие се најдраги, затоа што од фелата се додели награди, нели? Да. Омие од Софиската академија кај што ја студирав, исто така од Сојузот на музички и танцови дејци, они ги викат, ние викаме Сојузот на музички педагози, нели, и уметници. Тоа е пред 20 години Златен клуч, таму освоив 2 сребрени, една златна и една бронзена медаља на надпревари Орфеева дарба се вика тие и бев член на жирито. И видете како се си доаѓа само по себе. Ние имаме многу информации за колегите каде сме, тие исто така не следат дека ние имаме концерти во Истанбул. Едноставно честитки. Така нив има стручни жирија кои што ги следат цела година настапите и на Балканот и на нивните домашни уметници. Вие во Софија кога спомнувавте, веќе имавте и воркшоп имавте, така е наречено тоа представување? Да, воркшоп, да. Аха, воркшоп. Значи на 30 и 31 мораме да споменеме дека 2 дена во Гранд Хотел Софија се одржа многу значаен настан за мене, затоа што јас сум тој кој што настапува по целиот свет и знам колку е важно да ги имаме авторските права, да бидеме заштитени, да имаме лиценца таму кој што наступуваме, да не се повикуваме на меѓународни менаџери или меѓународни, како да кажеме, друга земја, ти се викаш Лјупчо Коскаров, само си од Шведска. Ме разбирате ли? За да можеме да ја представуваме државата достојно, за да не бидат вратите отворени. И на таа средба беа најважните луѓе од светот. Тоа е Џон Смит, првиот председател на ФИМ, Меѓународната федерација на музички уметници. Потоа беше Франсуа Мичел, Беноа, кој што е генерален секретар на ФИМ. Па беше Клое Рајнхард, кој што е председател на PPL. Тоа е Меѓународна федерација, тие имат по 40.000 вработени за да го контролираат целото како случување, целата концертна дејност во светот и продукцијата на аудиовизуелните медиуми сегде. Мислам, јас, да ви кажам искрено, бев воодушевен како функционира тие по цел свет, а ние овдека во Македонија не можеме да се организираме. На крајот беа присутни и на доделувањето на мојата највисока награда во мојата кариера. Може да кажете, да. Да. Имено, ова беше 25-тото издание на Златна лира во Софија, каде што... Ќе го замолам и колегата Вике додека зборуваме, тоа е ова награда пред мене. Тоа е Златната лира. Да, Златната лира. Да. Покрај Златна лира, тоа е специјална награда што се доделуваат, тие си доделуваат и Кристална лира, овдека е означен фестивалот. Ова година беше 25-тото издание и се случи во најголемиот и најубавиот амбиент, тоа беше домот на театарот, Народниот театар Иван Вазов. Навистина еден возвишен амбиент со многу гости. Ми беше многу чест мене што ја заедно во партерот седев со овие врвни луѓе што ги спомнам од Меѓународната федерација, од Англија, Франција, Америка и на некој начин чувството во тој момент не може човек да го опише што се случува на големата сцена. Таму Бугарската национална телевизија го пренесува сето тоа. Излегуваат голем број на врвни
артисти, уметници, луѓе кои што во своите професии постигнале врвни резултати. И во една таков амбиент можам да кажам дека што се случи. Ми вели професор Дарко, колега, ова ти е исто као да си добил златна медаља на светско првенство. Затоа што да ми ја земеш златната медаља во Софија, од така врвни уметници, да не кажеме тоа, навистина имаме голем број, но ете и ние можеме да се пофалиме со тоа дека и ние имаме добри и професионалци кои што навистина творат и ја на некој начин промовираат Македонија. Верувам дека ви е многу важно филата да ве награди. И сега би сакала тука да го заокружиме разговорот со тоа дека тешко е да побарам од вас да се навратите 35 години назад во вашата кариера, па да ми издвоите кои се моментите кои особено горд ве направиле. Ќе можете тоа да го направите? Ете вака, кога ќе погледнете вака назад, кои се настаните кои ве направиле особено горд? На што најмногу Значи, ќе си почнам од себе си. Јас сум дете од Кавадарци. Од сиромашно семејство. Почна да се бори сам да го гради своето школување. Првиот настап ми беше у старата телевизија кога бев прва година средно. Тогаш емисијата ја водеше Подиум на млади Исто Руси. И имавме надпрв, ја освои златна медаља. И директно во старата телевизија има промоција прв пат. Тој момент во мојот живот нема да го заборам, затоа што тогаш се свиреше директно, немаше снимки, него тоа што си го свирал на концерт директно го свиреше. Понатоа следеа навистина значајни надпревари. Не така брзо, но на неколку години период. Загреб, млади музички уметници, Михен, 35 интернационален надпревар. Париз, неколку пати со Морис Андре, легендата на француската уметност, на мастер-класови, и што се однесува до творештвото, фактички тој беше мотиваторот кој што ми велеше од каде си. Јас му кажувам од Македонија. Вака ти свириш Жоливе, Томази, Боца, Љупчо, тоа се француски автори, сакам нешто да напишеш македонско. Затоа што така најдобро ќе те препознаат од цел свет. Тој аманет го исполнив, се радувам многу, чувствувам гордост во себе. Навистина, сакам да ви кажам дека ова сето не е едноставно. Јас имам прекрасно семејство. Тука е мојата сопруга Розалина. Веруваме дека е така. Професор на педагошки факултет. Ништо без сопругата, која што е најголемиот ветар во грб. Верувам и децата и се едноставно. Таа ми е до мене во добро и во зло, ме поддржува многу, впрочем таа присуствува на сите настани што ги интерпретирам, затоа што нашата концертна дејност е жива материја. Да. Ти можеш да се подготвуваш супер, но никој пат не знаеш во Истанбулската филхармонија што може да се случи. Се предвидо нормално, нели? И пропусти некој, но како се вели, ако е твојот близок до тебе, тогаш се чувствуваш многу сигурно, многу озвишено и резултатите доаѓаат. Се видливи. Да. Ви благодарам што бевте нашиот гостин денеска. Од срце ви благодарам и посакувам и понатаму со оваа енергија, оваа жет да продолжите да творите. Значи, Златната лира едноставно е мотив Обврска. да се проди и обврска, да се почне да се работи повеќе. Имаме ние исто така кај нас и една изрека, велиме да постанеш шампион можеш. Така? Со многу работа, но да се одржиш као шампион треба така е мудрост. Треба така да е. работиш до крај на животот. Кажавте се, ви благодарам. Благодарам за вашето внимание. Во продолжение ќе го заокружиме овој разговор со културниот информатор кој ни го подготвува колешката Тања Сарандеска.